Во Франција, она што е значајно, не е предизвик само вкупната големина на јавниот долг, иако тој е еден од највисоките, после Италија, мислам, е втор највисок долг во рамки на Европската Унија. Таму проблем е и структурата на самиот долг. Дискрециониот простор, односно маневарот, кој што го имаат носителите на политиките е реално мал, имајќи ги во предвид законските уврски за исплати на голем број на буџетски алокации. Што значи дека во фискалната консолидација во основа значи ќе бара потреба од посеопфатни реформи, системски реформи, кои што секако не е едноставно да се спроведат, особено во овој социјален контекст, тие по правило се болни како реформи, но верувам дека француската влада секако ќе изнајде соодветен начин за постепена фискална консолидација, која што на среден рок нема да го загрози фискалниот простор.